Министерке, добар ден. Каква е соработката со Светската банка? Кои се нивните сугестии за суштински реформи во социјалната слика во општеството? Соработката на Министерството за труд и социјална политика со Светска банка може да го оценам како одлично, поради тоа што самото стапување на да речеме на функција министерка за труд и социјална политика во владата во 2017 година, веднаш стапивме во контакт со Светска банка и добивме огромна поддршка да ја реформираме социјалната заштита. И за тоа сум многу благодарна, затоа што целата социјална реформа се базираше на индикатори, бројки, калкулации кои што заедно со Светска банка ги направивме и се покажа успешни, дека се она кое што го проценивме како фискален ефект, како резултати кои што може да се постигнат во делот на намалување на сиромаштија, гледаме дека веќе ни се случува на терен во имплементација. Колку неколкудневната обука за социјална работа и заштита во Светската банка е од корист за вас лично како министер? Сметам дека вмрежувањето со земји кои што исто така имаат интервенција во социјална заштита според одредени стандарди на Светска банка може многу да помогне, секако дека и нивните насоки и советувања за тоа како одредени чекори треба да се водат понатаму и да се следат во делот на имплементација ќе бидат многу корисни за нашето министерство и за мене како министерка. Дали е итна реформата на системот за социјална заштита што може да има трансформативен потенцијал? Апсолутно, онаа реформа која што направивме во систем на социјална заштита има трансформативна улога на целото општество. Зошто? Затоа што за прв пат нашата држава, оние што се најранливи, сиромашните, приматели на социјална парична помош, не ги гледа како случаи кои што треба да останат на маргините, туку како еден потенцијал на општеството кој што треба да биде вклучен, се со цел заеднички со нас да придонесат во економскиот раст и развој на државата. Меѓутоа, како да се смени перцепцијата на загрижата за лицата со социјален статус? Тоа е прво преку јавна дискусија и дебата, она кое што го водевме како реформа се случуваше пред очите на јавност и транспарентно ги прикажуваме и резултатите, но и предизвиците од целата реформа. Дополнително прикажуваме успешни случаи каде што ако инвестираме повеќе пари во одредено семејство или во одредено дете, гледаме дека за една година или 2 години тоа семејство или излегло на пазар на труд, или тие деца повеќе не се ранливи, не се соочуваат со други несоодветни активности за едно дете, туку напротив одат во училиште, се редовни и постигнуваат резултати. Со тие успешни приказни сметам дека ќе се промени перцепцијата кај општата јавност и мора да констатирам дека општата јавност навистина е поддржувачки настроена кон сите реформи кои што се случуваат во Министерството за труд и социјална политика. Во последните 3 години наголемо се говори за инвестирање во човечкиот капитал. Има ли резултати? Македонија како држава малку инвестирала во човечкиот капитал, тоа мора да го заклучам, но ние како влада сите финансиски средства кога ќе ги погледнеме се насочуваат кон инвестиција во луѓето. Ние како министерство главно сме фокусирани на инвестиција во предучилишното образование, затоа што инвестиција помеѓу 3 и 5 години дава најголем резултат за децата понатаму. Што значи дека тоа кое што сега го работиме е унапредување на квалитетот на програмата за предучилишно образование, но изголемување на инфраструктурниот капацитет за да може да ги прими сите деца. Ние во моментов немаме поголем инфраструктурен капацитет од тоа да 40% од децата бидат во градинка, но треба да постигнеме минимум 60% да бидат во предучилишно образование со квалитетна програма за да видиме каков ефект ќе има таа инвестиција врз целокупното општество. Но јас сум сигурна дека тие деца кои што ќе стартуваат во предучилишно, понатаму ќе видиме какви резултати даваат и како тие ја движат економијата во нашата држава, но за ова да го видиме како ефект се минимум потребни 10 години, затоа што сега инвестираме за да видиме каков ќе биде ефектот кај тие деца и колку тие ќе вложат во нашето општество. Велите дека со подобрувањето на квалитетот на животот на најранливите се подобрува и животот на општеството во целина. На што сметате конкретно? Апсолутно, ние сметам дека повеќе од 120.000 граѓани веќе ги осеќаат реално придобивките од социјалната реформа. Зошто? Затоа што во нивните семејни буџети имаат многу повеќе финансиски средства или ние велиме за 300% се зголеми социјалната парична помош. Но не е тоа единствениот ефект. Оној дополнителен ефект е дека ние навистина со оваа реформа вложивме во децата од тие семејства, а тоа е воведување на детски и образовен додаток за да може идната генерација од тие семејства да не биде повеќе во сиромаштие, туку да може да излезе и да се бори на пазарот на труд, со тоа ќе го извлече целото семејство од сиромаштија и нивните деца ќе научат поинаков модел на однесување. За крај, накусо, вие сте жена на одговорна функција, носители на одговорни функции се министерка за финансии, гувернерка на Народна банка, министерка за одбрана.
Меѓутоа, стапката на невработеност на жените е далеко поголема од мажите. Што значи тоа? Како тоа да се смени во едно патриархално општество какво што е македонско? Така, целото наше општество се менува и сметам дека ние како министерство инвестираме многу во care economy и тоа исто е еден термин кој што е многу добро познат, затоа што развојот на услуги, тоа го работиме со Светска банка, развојот на услуги на локално ниво е навистина потребен. А тоа значи грижата за стари лица, грижата за лицата со попречност, грижата за децата, сето тоа е оставено на грбот на жените во семејството. Ако развиете услуги кои што ќе значат сервис на локално ниво, тоа ќе значи дека жените остануваат слободни во домот и може да бараат работа, но прито и во тие услуги тие жени може да се вработат затоа што тоа е нивната, да речеме, традиционална улога која што секако како неплатена работа ја имале во нивните семејства. И со тоа правиме на некој начин притисок да имаме повеќе жени на пазарот на труд. Така да ќе имаме два ефекти. Од една страна развиваме услуга, од друга страна жените ќе се вработат да нудат услуги и ќе имаат свои финансиски средства кои што ќе ги донесат во семејството како плюс. Ви благодарам за разговорот. Ви благодарам.